Голем број дечиња периодов прележуваат варичела или овчи сипаници, но најчесто лекувањето е во домашни услови без да се пријави во Центарот за јавно здравје. Иако станува збор за доста заразно заболување, најголемиот број деца варичелата ја прележуваат без компликации. Може да ја прележат и новороденчиња, но и возрастни лица, кои како деца не ја прележале болеста која се шири по капков пат, преку воздух и преку кожата на заболен од варичела. Вакцината против варичела не е задолжителна, туку се дава по препорака од лекарите. Интерес за оваа вакцина во Куманово нема, информираат надлежните од детскиот диспансер при Здравствениот дом Куманово. Значи, таа се дава по индикација, по препорака од специјалисти, од субспецијалисти, од терциерната дејност. Таа се дава кај имуносупресивни заболени, значи кај особи кои што имаат контакт со такви луѓе за да не им пренесат, затоа што кај нив може да бидат со фатално и со многу потешки последици, додека кај нас вакцината кај дечињата реков незадолжителна и исто така може да се вакцинираат некој ако евентуално има препорака од педијатар, од специјалист, значи дека има потреба да прими таква вакцина. Исто така можам да истакнам дека како превенција на оние мајки кои што планираат бременост, значи а не прележале варичела, исто така може да се прими вакцината која што се дава во 2 дози. Растојанието помеѓу овие дози треба да биде од 4 до 8 недели, така да може да ја имаме како превенција кај одредени возрасти. Ние имавме тука од минатата година од Министерството доставено по неколку дози, чисто како една промоција, значи дека имаме вакцина и дека можеме да ја дадеме, меѓутоа да ви кажам искрено немавме заинтересирани, така да некој доаѓа, некој прашува, меѓутоа поретки се тие што прашуваат. Затоа што се рачуна дека дечињата во таа возраст подобро е да прележи варичела, меѓутоа додека некои имаат и лесно загрозувачко здравје, така да они и треба да примаат. За разлика од варичелата, МРП вакцината која е против морбили, рубеола и заушки е задолжителна во Македонија, но многу често се одложува од страна на родителите. Опфатот со МРП вакцината со првата доза во Куманово континуирано е низок и изнесува под 50%, но загрижувачки е што паѓа опфатот на вакцинирани и кај училишните деца, кога треба да се прима ревакцина. Дел од родителите оваа вакцина тесно ја поврзуваат со аутизмот, што воопшто не е точно, потенцираат од детскиот диспансер. Се вакцинираат децата, меѓутоа процентот е многу мал и Куманово загрижува во тоа, затоа што ние константно ги повикуваме, значи ги викаме на возраста кога треба да примаат, ако заостанале повторно ги повикуваме. Оние кои што сакаат да ја примат вакцината, доаѓаат и ја примаат и после 2-3 дена од навршена една годишна возраст. Меѓутоа оние кои што имаат свое разубедување и свое убедување дека детето треба да прозбори, да прооди за да ја прими вакцината, тоа воопшто не е точно и вакцината како вакцина може само да заштити, а не да направи некоја додатна компликација. Секако тоа е генетика, значи секој во себе носи она што му е генетскиот код, така да вакцината како вакцина не е причинител нити на аутизам, ниту на некои други заболувања што владее меѓу населението такво мислење. Моја препорака е, значи, сите дечиња кои што се на онаа возраст на која што треба да ја примат МРП вакцината, нека дојдат и нека се вакцинираат, затоа што во прво оделение повторно е ревакцината, така да тие што ја избегнуваат како мали, ја избегнуваат и на училишна возраст, несвесно или свесно, ама не знаејќи која е тежината на болеста морбили и какви компликации може да даде. Малите сипаници се високо заразно инфективно заболување предизвикано од вирусот на морбили. Брзо и лесно се пренесува со кивање и кашлање при близок контакт со болен или директен контакт со секрети од заразни луѓе.